Здруженијето Змај со поддршка од Министерството за локална самоуправа работеше на проект кој има за цел да се намалат диспаритетите помеѓу регионите, особено во нашиот случај намалување на разликите, економските разлики помеѓу Скопскиот и Пелагонискиот регион. Она во што беше нашата цел е преку 3 типа на анализи да покажеме каде се можностите за развој на регионот, кои дејности треба да се создаваат и во која насока да се движи. Може би ова нема да биде ново за многумина, меѓутоа во моментов дејностите кои што се активни во регионот не донесуваат соодветен развој и раст на платите, на работните места и на приходите на регионот за да може да продолжи развојот. Но кога зборуваме за знаење, регионот поседува особено одредено знаење и има луѓе и млади кои што живеат и во регионот, меѓутоа и низ целиот свет кои што можат да придонесат со своите знаења дополнително во насока на развојот. Ние сакавме да ги мапираме можните дејности кои што треба да се создадат и да се развијат со цел да оди регионот напред, побрзо да се доближи до Скопскиот регион, па не знам, може би да го надмине. Тоа секако зависи од самиот регион. Работевме заедно со овие 2 дена, заедно и со вработените во секторите за локален економски развој и добивме доста информации од нив, од теренот, она што го работат. Претходно направивме фокус групи, каде што сакавме да ги добиеме мислењата на луѓето, но за да се развие било која дејност, знаеме дека се потребни повеќе луѓе. Работевме и на анализа на јавното мислење на ниво на целата држава, каде што луѓето ги прашувавме кои се мотивите кои што би ги поттикнале да се вратат или да дојдат да живеат во Пелагонискиот регион и работевме на анализа на дејности со податоците од Централен регистар, каде што гледавме кои дејности во моментов ги има регионот и кои би можеле да се развиваат. Сега, ако ми дозволите, ќе прочитам дел од препораките кои што ги имаме во акцијскиот план. Ова е работа во развој и се надеваме дека и во иднина ќе продолжиме да работиме. Првото што го препорачуваме е нормално унапредување на дејностите и соработка за подобри човечки ресурси и соработка помеѓу научните институции и бизнисите и секторот. Вие имате универзитет на ниво на Пелагонискиот регион. Универзитетот има многу што да понуди, има одлични професори со кои што веќе сме соработувале и има студенти кои што веруваме дека сакаат да се развиваат тука, а тоа понатаму ќе видите го потврдуваат и групите. Треба да има организирање и на програми за менторство, односно младите да дојдат да бидат менторирани во овие области. Примери за области кои што би можеле да се развијат се, да кажеме, специјализирани градежни работи, дејности за одржување и нега на телото. Гледаме дека има доста козметички салони, фризерски салони, нивно напредување на било кој начин би придонело привлекување на кадри, а во овие сектори платите се и брзо растечки. Примери други се огласување преку медиуми. Во сите стратегии за развој се јавува можност во делот на огласување преку медиуми, особено тука се интересни дигиталните медиуми, е нешто кое што не е врзано само локално, односно може луѓе да работат од тука за странство, а е интересен простор за младите. Дел од другите се управување со финансиски пазари, финансиско посредување. Веруваме дека тука економскиот факултет може доста да го поддржи овој развој. Потоа, кога зборуваме за обработка на суровини, еве за пример, ако го земеме Прилеп, гледаме дека многу ретко имаме финални продукти. Многу често се оди на било какво производство, дали на мермер, дали земјоделско и слично, и само негово извезување. Една од работите кон кои што треба да се стремиме е развој на бизниси. Треба да се работи сериозно на поттикнување на предприемничкиот дух, особено кај младите, да сакаат да отпочнат свој бизнис, но и не само кај младите, и кај повозрасните кои пак го имаат она искуство некако да се направи нивно спојување. Се наоѓаме во Центар за предприемништво на факултетот, на економскиот факултет. Овој центар може да се користи и во таа насока. Потоа, поттикнување на производство на квалитетна опрема за параглајдарство е една од идеите кои што произлезе од соработката со вработените во општините. Доколку имате една дејност по која што регионот е познат, во секој град имаме нешто што можеме сигурно да го издвоиме. Ние во случајов го земавме за пример Крушево. Треба да се оди кон развивање на поголеми капацитети кои што можат да вработат поголем број на луѓе кои што понатаму би придонеле во економијата.
Имаме и многу други, јас можам да продолжам да зборувам во недоглед. Следното прашање и можеби најголемото е кој би дошол да работи тука. Тоа беше прашањето кое што го поставивме до нашите испитаници на ниво на цела држава. Би дошле да живеат тука оние кои што потекнуваат од регионот. Приметивме дека луѓето кои што доаѓаат од Пелагонија се особено горди на својот регион, дека дури и младите би сакале да се вратат доколку има економски можности за тоа. Ги прашавме кои се мотивите кои што би ги поттикнале да се вратат. Главната група се повратниците, а би се вратиле за подобри услови за живот. Тие велат дека платите се помалку се проблем, бидејќи се отвараат пазарите и може добри плати да се имаат и овде, не само во другите градови, особено ако се работи дигитално. Меѓутоа, проблемот доаѓа во однос на условите за живот. Младите бараат повеќе културни настани, бараат поголема понуда за забава и за рекреација, бараат спортски настани, од една страна бараат подобри јавни услуги и секако подобрено здравство и образование. Ова се работите кои што би ги предомислиле, веруваме, според нивните одговори, да се вратат во регионот. Она што е инвестицијата на општината и на регионот во развој, главно доаѓа во форма на луѓе и секако финансии. Меѓутоа, овие финансии може да дојдат од три клучни извори и треба да се размислува на овие извори. Значи, едниот извор би биле тука секако државата, вториот извор се меѓународните донатори и третиот извор, кој што може би и ќе биде во иднина најинтересен, се приватните компании и инвестиции, кои што се надеваме дека се повеќе ќе почнат да го гледаат потенцијалот на регионот како втор најразвиен во државата. Денес се повеќе сме сведоци на така наречената зелена и дигитална парадигма кои што доаѓаат и со себе носат цела една индустријска трансформација. Тоа значи дека во голем број дејности кои што досега се развивале на екстензивен начин, ќе треба се повеќе и повеќе да се вклучуваат дигиталните технологии, но исто така да се земе во предвид и ефектите врз животната средина, со што секако дека зелената агенда и зелената транзиција ќе биде ставена на преден план. Тука пред се мисли на големиот потенцијал кој што го има Пелагонискиот регион во однос на развојот на земјоделството, но не на екстензивен начин, како што досега се работело, туку со примена на најсовремени технологии, иновации, како што се примена на дронови, роботи и така натаму, со што земјоделството би било многу попродуктивно и секако поатрактивно и за помладите генерации. Она со што се соочува Пелагонискиот регион како плански регион во државава е секако депопулацијата. Се повеќе снемува работна сила, односно работодавците се соочуваат со проблеми да најдат работници за своите бизниси, така што прифаќањето, едно дел од решението за овој проблем е секако прифаќањето на новите дигитални технологии, каде што секако младите го имаат главниот збор. Отприлика, она што можам да го пренесам од фокус групите кои што беа реализирани во рамките на овој проект, бидејќи целта на проектот беше секако да има што е можно поголем партиципативен пристап во изнаоѓањето на алтернативите за идниот развој на Пелагонискиот регион, што значи да се слушни гласот на сите засегнати страни. Беа одржани 3 работилници со фокус групи, млади студенти, понатака вработени лица и лица кои што бараат работа и бизнисмени и предприемачи, со што беше слушнат гласот на сите засегнати страни и на кој начин секој од нив го гледа идниот развој на регионот. Секако дека тука во голема мера треба да се истакне кога зборуваме за паметната специјализација, улогата на образованието. Зошто? Бидејќи образовниот систем и научно-истражувачките институции од регионот се носители на новите технологии и иновации, кои што треба да бидат понатака ставени во функција на бизнисите. И токму заради тоа се наметнува и потребата за што е можно подобра соработка помеѓу образовниот систем од една страна и потребите на бизнис заедницата од друга страна, за да се воспостави таа спрега и на некој начин се постигне поголема продуктивност и конкурентност на самиот бизнис сектор. Што понатаму со овие испитувања, истражувања, работилници што ги правевте и ваши препораки во однос на развојот,
каде понатаму овие препораки ќе бидат на локално, на државно ниво и во основа е дигитализацијата. Дали на некој начин ќе се изврши притисок врз централните и општинските органи за да може таа дигитализација конечно да роди со плод. Во основа акцијскиот план кој што произлегува од самата анализа, самото истражување треба да се вклопи во глобалната слика која што е трасирана со стратегијата за регионален развој и долгорочната развојна стратегија на Македонија, каде што Пелагонискиот регион треба да ги најде своите конкурентски предности, компаративни предности во однос на другите региони со цел да се специјализира во оние дејности каде што и продуктивноста би била најголема. Овие препораки и акцијскиот план секако би бил дисеминиран со локалните самоуправи од Пелагонискиот регион со цел истите да се вградат во нивните планови и нивните идни активности со цел секако постигнување на што е можно подобри перформанси во идниот развој на регионот.